Добро вечер. Дали ќе поскапи струјата и колку е информацијата која веќе со денови ја чекаат граѓаните? Енергетските компании ги доставија пресметките до регулаторна и бараат зголемување на цената од 30 до 80%, но клучот е кај ЕСМ, кој се уште ја нема доставено понудата за мегават час до универзалниот снабдувач Евана Хоум. Регулаторите се тие кои ги прават пресметките и треба да пресечат. Но во меѓувреме, премиерот и представниците на владата го користат секој настап, само уверено да најават дека поскапување или ценовен шок нема да има. Знаат ли нешто што не знае регулаторот? Ке има ли ефтина тарифа или измени во блоковите? Дали регулаторна ќе ги признае како трошоци кражбите на струја тешки неколку милиони евра? Што со джентлменскиот потек на МЕПСО и отпишувањето на 14 милиони евра долгови на приватни компании? Зошто не се зголеми основачкиот влог и банкарската гаранција за компаниите во бизнисот со продажба на струја? Што е стратешко кај стратешките инвеститори кои ги уживаат сите бенефиции од државата? За ова и за уште многу други прашања кои ги танкираат пред се граѓаните ќе разговараме со првиот човек на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Одиме со првиот блок на реклами и почнуваме со дебатата. Председателе Бислимовски, добро вечер. Малку невообичаено долго, веќе сме 13 јуни, го чекаме ЕСМ да соопшти пресметката. Рокот им беше до 6 јуни, според првичните информации да достават до владата. Сега, како што кажав, една недела подоцна, тоа не е сторено. За почеток, кажете ми колкав е процентот на уделот на ЕСМ во конечната цена кај граѓаните што ќе ја плаќаат? Имајќи во предвид дека ЕСМ ги обезбедува во целост количините за универзалниот снабдувач, тоа е некаде на годишно ниво околу 3600 гигават часови и дополнително обезбедува од минатата година и техничките загуби во преносната и во дистрибутивната мрежа, учеството на тие цени кои што ќе ги понуди ЕСМ и кај Евана Хоум и кај електродистрибуција и кај МЕПСО, на крајната цена е некаде околу 70%, имајќи во предвид дека загубите на електрична енергија, цената која што ја нуди ЕСМ во изминатите година и половина беше, особено кај електродистрибуција, беше далеку пониска од пазарната која што беше во тој момент. Значи, влијанието на тоа што го нуди ЕСМ е исклучително големо. Тоа значи дека во моментов не можете ни од околу да формирате цената додека не стигне пресметката од ЕСМ. За жал не можеме тоа да го направиме. Ја мислам дека и тендерот ќе биде во текот на следната недела, некаде понеделник и во четврток сега, можеби да има и одредени поместувања. Од која ќе ги добиеме тие податоци, нашиот модел е подготвен и за кратко ќе ги имаме и конечните бројки во однос на крајната цена која што ќе плаќаат потрошувачите. Во меѓувреме ќе има и тендер, ми се чини утре за кај МЕПСО за набавка на загубите. Обврската кај ЕСМ повеќе е трната, ЕСМ како преку својата компанија за снабдување ќе се понуди цена како и сите останати снабдувачи или тржбовци со електрична енергија и верувам дека во тој дел, бидејќи во првите 6 месеци цената за загубите во преносната мрежа беше 220 евра за мегават час. Сега таа, имајќи во предвид дека се паднати и цените на берзите, дека ќе биде далеку пониска за последните 6 месеци од годината. Моите информации се дека 70, некаде околу 73 евра за мегават час е минималната цена која треба ЕСМ да ја понуди на Евана Хоум, за да може државната компанија да работи на граница со рентабилност. Сега е 56 евра. Тоа е зголемување од 17 евра, некаде третина, 30%. Колку тоа би влијаело на конечната цена? Ако е 70 или над 70? Ако е 73 евра, прво таа цена од 73 евра, кое што се кажува во јавноста, претпоставуваме цена која што се ја кажува ЕСМ. Регулаторната комисија за енергетика од 2019 година повеќе не ја определува цената на ЕСМ. Последен пат кога ја определивме беше околу 45 евра за мегават час и тоа беше цена која што обезбедуваше профит на компанијата, доколку се анализира ЕСМ во 2019, 18, исто така и во
20 беше компанија која што остваруваше големи профити. Односно задоволителни профити, некаде околу тие се движе околу 20 милиона евра. Оваа цена најверојатно е цена каде што само се кажуваат трошоците за работењето и има и цени и најверојатно и трошоци за набавка на електрична енергија од слободниот пазар и таа цена со која што МЕПСО ова ЕСМ излегува. Но треба да се знае дека ЕСМ има свој портфолио и кога набавува, но кога и продава. Значи продава универзалниот снабдувач по 56 евра, но на МЕПСО му ги продаваше загубите по 220 евра за мегават час. Исто така ЕСМ ги продаваше загубите на електродистрибуција по 110 евра и 220 евра и 110 евра се далеку повисоки цени од неговата производна цена. Дополнително ЕСМ ги обезбедува и системските услуги на системот и од таму има дополнителни приходи. Исто така тука треба да ја земеме во предвид и ветерната електрана во Богданци, каде што продава по 89 евра за мегават час и таа е цена, повластена цена, која што имаат и другите повластени производители кои што имаат ветерни електрани. Така да, продавал на универзалниот снабдувач 56 евра, но и на други некаде просечната цена вкупна по која што продава треба да е тука негде за да ги обезбеди. Сигурно ако има одредени минуси, тоа се покрива од државниот буџет со цел да не се предизвикуваат ценовни шокови. Инаку ЕСМ ако продаваше по и го следеше во цело законот за енергетика, наместо оваа година 50%, наместо 100% колку што обезбедува да даваше 50%, тоа другото да се набавува на слободен пазар или загуби на слободен пазар, тогаш ќе имавме исклучително тешка ситуација. Да, ЕСМ ќе остваруваше енормни профити, но цената на електрична енергија за граѓаните ќе беше некаде 90% повисока. Значи, и тоа колку што го гледам сега, определба на владата да помага за да немаме ценовни шокови. Но најбитно е за ЕСМ да си го подобри своето производство на електрична енергија од своите електрани, како што го направи во 2022, тоа прилично помогна во справувањето со кризата и следен чекор кој што мора да го направи ЕСМ, да биде многу поактивен на пазарот на електрична енергија на мало, каде што и маргината, профитна, би му била далеку поголема отколку што е пазарот на големо и дополнително ЕСМ веќе од оние информации кои што ги имам ја, од учеството на берзата на електрична енергија, на нашата домашна берза, која што започна да работи на 10 мај, од купување во вистински момент и продавање во вистински момент, односно купува кога е ефтина електричната енергија, особено за викенди во тек на ден, а продава кога е поскапа, остварува веќе посериозни добивки во однос на неговото учество на берзата и тоа е иднината не само. ЕСМ не може повеќе да има комоцијата како што имало пред 5, пред 10, пред 15 години да е само производна компанија. Ако ги гледате и останатите компании како ЕСМ што се ХЕП во Хрватска, ЧЕЗ, компаниите во Босна и Херцеговина, во различните ентитети, сите тие активно се вклучени на пазарот на електрична енергија и на мало со цел да си ги подобрат своите профити. Според вас колку треба да биде цената? Ние поминавме тежок период изминативе неколку години, особено од кога започна корона кризата, па потоа се надоврза и енергетската криза, која што самата суштина не беше енергетска криза од аспект на немање на електрична енергија или природен газ, него едноставно беше ценовна криза што стана финансиска криза понатака. И во најголем дел добро се справивме како држава, ДДВ се намали, па се зголеми и одредени неколку работи кои што се превзема за да се стабилизира ситуацијата со цените. Јас сум противник сега да имаме зголемување на цената на електрична енергија, пред се, поради тоа што се изградија многу фотоволтаици во државата
некаде од 1 јануари минатата година до сега имаме нови 256 мегавати обновливи извори приклучени на мрежа или на дистрибутивна и на преносна мрежа. Од нив во најголем дел околу 205-206 мегавати се фотоволтаици. И тие фотоволтаици ние треба да ги искористиме, да, во ред да заработуваат и така треба, но треба тие фотоволтаици и ЕСМ да биде во можност да се вклучи активно и да ја откупува нивната произведена електрична енергија со една единствена цел да заштеди вода и да заштеди јаглен и тоа да го искористиме во периодите кога ќе бидат веќе известно дека повторно цените на електрична енергија и на природен газ во Европа ќе растат, така да си ги зачуваме домашните ресурси. Хидрологијата е поволна, да си ја чуваме водата, да си го чуваме јаглено тогаш најмногу кога ќе ни треба. Добро. А колку би рекле вие во евра дека би требало да биде? Па не би можел да кажам, тоа е одлука на менаџментот на ЕСМ и одлука и на неговиот собственик на владата, но предпоставувам и тие си прават своји анализи и калкулации. Не треба да имаме некои драстични пореметувања на цената на електрична енергија. Воведовме сериозна реформа во однос на тарифните блокови и тој тренд кој што го имаме треба да го искористиме и понатака. Значи, испративме сигнал да се штеди со цел да обезбедиме и ЕСМ да произведува, но да има можност и да биде многу поактивен на пазарот на електрична енергија. ЕСМ треба многу подобро да менаџира со тоа што го има на располагање во моментот во државата, отколку да размислува на колку да качи цената. Апсолутно. Значи, ние ќе испратиме сигнал и со воведувањето на ефтина тарифа и до ЕСМ и до Евана Хоум, купувајте електрична енергија кога е најниска цената. Имаме периоди кога има и негативна цена, особено за викенди. На германската берза пред 2 недели за викендот цената беше минус 200 евра за мегават час, значи минус. Викендот беше 18 200 евра за мегават час. На Хупекс цената за викенди беше минус 18, минус 20 и тоа е тоа. Во српските медиуми објавија дека нивната ЕПС компанија купувала електрична енергија на нивната берза по цена за време на викенд, по цена од 3 евра за мегават час. Истото го прави нашиот ЕСМ во овој период, некаде купува електрична енергија и по 2 евра за мегават час. Значи, тоа е нешто речиси еднакво на нула. И апсолутно тоа треба да се поддржи, да се испрати сигнал дека купување на електрична енергија по екстремно ниски цени и како ќе биде добре дојдено за да се релаксира ситуацијата во електроенергетскиот систем во државата. Но не е само ЕСМ, тука се МЕМО, МЕПСО и електродистрибуција. Тие ги доставија пресметките до регулаторот, уште пред 10 на 15 дена, не ме држите точно за збор, бараат од 30 до 80% зголемување. Сега, за да им биде појасно на граѓаните, затоа што тоа е најчесто тоа што ги буни. Колку овие три оператори учествуваат во цената? Значи, цената за преносот на електрична енергија, односно МЕПСО, учествува некаде со 5-6% во зависност од годината и колку се трошоците за загуби на електрична енергија. МЕМО учествува со 0,4-0,5% врз крајната цена, значи се граничи кон нула, и за дистрибуција на електрична енергија, тоа некаде, од кога се стабилизира цената за загубите, некаде околу 35-6% и сето останато е во однос на трошоци за набавка, за балансирање, за маржа за универзалниот снабдувач. Значи, овие три компании си доставија така како што сметале, доколку ги прифатиме ние нивните барања, тоа на крајната цена би се одразило со 13% зголемување и не сакам сега ниту јас, ниту регулаторната комисија за енергетика да се правиме херои, да правиме приказ како им прифатавме, ќе беше волку, ќе беше онолку. Ги анализираме нивните податоци, негде не се согласуваме со зголемени барања, негде како и секогаш ги прифаќаме и
Тоа го правиме врз основа на историски податоци, бидејќи ние определуваме цена на новие компании веќе 15 на години, 16 години, така да имаме историја и бараме од компаниите да се работат ефикасно и економично. И целта на нашата методологија е таква, таа е поттикнувачка, односно во делот на намалување на трошоците. Доколку компаниите ги намалат своите трошоци од одобрените, тоа останува за самите компании. И во следниот регулиран период, основа ќе не бидат намалените трошоци и тоа дава резултати во изминатиот период. Понатака следи, кога ќе определуваме цена за следните години, реално и МЕПСО и електродистрибуција се соочени со значително зголемени трошоци на нивните материјали. Кабли, тамо каде што треба, алуминиум, бакар, железо, и тоа е надворешно влијание, но со подобрување на нивната ефикасност, сето тоа треба да се абстрахира и да можеме да понатака да држиме една ценовна стабилност. Електродистрибуција, значи 35%. Во нивните трошоци, тоа е секогаш дилемата во јавноста кај граѓаните. Дали кражбите на струја тие ги прикажуваат како трошоци и дали вие им ги прифаќате? Не. Значи, ние признаваме трошоци за загуби на електрична енергија, кои што врз основа на Законот за енергетика тие доставуваат план за намалување на загуби и доколку реалните загуби во мрежата севкупни се 14%, ние признаваме, оваа година признаваме 12,2%, иако почнавме како регулаторна комисија за енергетика некаде од 2015-16 од 14%, сме спуштени на 12,2%. Понатака за од 2024 треба да ни достават нов план за намалување на загуби и при тоа и ние и електродистрибуција во соработка со електротехничкиот факултет ќе се изработи нова студија пред се за да се пресметат колку се загубите на електрична енергија во дистрибутивната мрежа. Тоа што го имаме во изминатиот период како претходни студии, некаде се околу 11,2-3% и тоа се должи поради тоа што имаме два средни напона во самата наша мрежа и имаме некогаш и непотребни трансформации. Значи имаме 35 киловолтно, 20 киловолтно напонско ниво, 10 и исто така како остаток од поранешни времења кога самите потрошувачи се купуваа бандери и кабли и се приклучуваа на мрежата, имаме многу долга нисконапонска мрежа, што ни ги прави дополнително проблемни прави со загубите на електрична енергија, но има започнат процес од пред неколку години да имаме само еден среден напон, тоа е на 20 киловолти, така да очекувам дека техничкиот дел на загубите во наредниот период и ние ќе правиме притисоци, што е можно повеќе да го намалуваме и тоа ќе го правиме врз основа на студија која што ќе ни ја изготви електротехничкиот факултет во Скопје. Знаете зашто ја прашам? Затоа што многу често мене ме прашуваат граѓаните дали ние ги плаќаме кражбите на струја. Не. Значи, затоа што едно е ова што го кажувате вие, тоа си се реални загуби. Едно е кога се краде на... Ние кога ја определуваме цената на електрична енергија и на МЕПСО и на електродистрибуција, кога ја мери електричната енергија, кажуваме и признаваме 100% наплата на електрична енергија. Значи нема тамо некој ако не платил па некој друг, значи тоа си е проблем на МЕПСО, на електродистрибуција и на Евана Хоум. Значи тоа што е фактурирано, тоа мора да го наплати и тука не признаваме никакви дополнителни трошоци. Ниту кај МЕПСО, ниту кај електродистрибуција, ниту кај Евана Хоум. И доколку имаат проблеми и со наплата, со кражби, тоа си е нивна работа и иде на грбот на самите компании, да. МЕПСО, иако е со 5%, бара зголемување на цената на своите услуги за 50%,
Во меѓувреме се ги зголемија платите за 22%, според ревизорот отпишаа долг од 14 милиони евра. На што се темелат тогаш нивните барања за 50%, затоа што очигледно фирмата добро работи? Вака сега, значи, за МЕПСО Што се трошоците што бараат вие да им ги признаете? Трошоците за плати веќе се пресметани и се признати на ниво од 2018 година, како и број на вработени. Тоа МЕПСО што си ги зголемил платите и во одреден момент си го имаш изголемен број на вработени, тоа не иде на товар на потрошувачите во Македонија. Значи тоа си иде на товар на самата компанија. Ние трошокот за плати го имаме утврдено уште во 2021 година и овој дополнителен трошок сега ние воопшто не го ни разгледуваме. Значи МЕПСО има зголемени трошоци во однос на закупот на системски услуги во однос на ЕСАМ, тоа е едната причина, и понатака во другиот дел имаат некои претпоставки за цени за набавка на загуби кои што ќе се случат во наредниот период, и она што е факт исто така дека количините со кои што сега калкулираме, кои што ќе поминат низ преносната мрежа, се пониски од колку што биле во изминатите години. Ако биле порано околу 7 милиарди киловат часови, 7.000 гигават часови, сега се околу 6 милиарди 300 киловат часови. И во однос на резервирањата, Добро. согласно меѓународните сметководствени стандарди, МЕПСО има право да ги резервира своите проблематични побарувања. Значи, тоа е вообичаена сметководствена операција, но ние тоа не го признаваме како трошок, и дополнително тоа МЕПСО што има проблеми со наплатата нас не засека, бидејќи ние веќе го имаме тоа искалкулирано како приход, бидејќи чим излезе фактура од МЕПСО, ние и за дебалансите сметаме дека на таа фактура ќе има 100% наплата. Значи тоа иде се на штета на компанијата, и колку што имам информации, тие 14 милиона евра, веќе околу 2,5-3 милиона евра се наплатени, има тренд на наплата, и доколку воопшто некогаш дојде до отпис, што мислам дека не би била паметна солуција, ние тој трошок за отпис, кој ќе ги отпишат тие, не знам колку ќе бидат, колку и да се милиони евра, повторно нема да ги признаеме, така да тоа компанијата сама треба да се го изменаџира. Да, има на почеток наплата, ама во меѓувреме фирмите се во стечај, сметките им се празни и не легнува ништо на тие сметки, но тоа е на, како што велите вие, на МЕПСО проблем. Велите дека се надевате дека, или застапник сте на тоа да нема да нема зголемување на цената на струјата, тогаш повторно ќе се иде со субвенции од владата. Тие 225 милиони, мислите дека ќе бидат доволно за следната сезона? Мислам дека нема да има потреба 200, колку и кажуваат, 225 милиона евра, апсолутно ќе нема потреба од тоа. Значи, ние сега сме во ситуација кога имаме ново нормално. Тоа што го имавме во изминатиот период, берзите да функционираат и цената на електрична енергија во текот на денот да биде највисока, повеќе не се случува и нема никогаш да се врати. Значи, тоа е тоа. Ние тој бран и тоа случување сега мора да го искористиме, да не чекаме. Сега во моментот не се случува. Сите гледаат дека на сите берзи цената во тек на ден е 2 пати по-ниска отколку во периодот после 19 часот. Значи, и нема сега, ние нема да измислиме топла вода, тоа е тоа. Се купува кога е најевтина, се чува вода, се чува јаглен, се продава кога е најскапа. И така се заработуваат пари компаниите. Нема друга филозофија, нема друга опција. И помалку да плаќаат граѓаните. Ние кога збориме за воведување на ефтина тарифа, ние збориме за пратење на сигналот на пазарот на електрична енергија. Тоа ми беше следното прашање. Очигледно е дека во Европа во тој период има далеку повисока понуда, а помала побарувачка. И ние испраќаме сигнал во тој период кога е ефтина цената,
да се купува електрична енергија и граѓаните да искористат таа придобивка во однос на ефтината тарифа. Најавивте дека е можно да вратите ефтината тарифа, тој и како, значи, многу ги тангира граѓаните. Значи, колку би траела и во кој период гледате, во кој период би ја ставиле, доколку ја има? Значи, ќе биде 2 часа во периодот некаде од 12 до 16-17 часот. Собираме податоци. Претходно беше од 14 до 16. Од 14, негде ќе биде од 12 до 16, во тој интервал 2 часа собираме податоци од цени на берзи, како се движат и сето тоа, и да видиме кој период реално е најповолен од аспект на цена. Значи нема тука политика, вообичаено некаде од 12 до кај 15 часот имаме екстремно ниски цени на електрична енергија на сите берзи, вклучувајќи ја и нашата берза. И поради тоа ни треба малце повеќе простор и дополнително одредени технички предуслови треба да се исполнат од операторот на дистрибутивниот систем. Ние кога ќе започне примената на ефтината тарифа, ќе сакаме најголем број на граѓани да бидат опфатени, да нема жалби, поплаки, јас имам, ти немаш, па зашто, колку што е можно повеќе граѓани да бидат опфатени и дополнително билинг системот на универзалниот снабдувач ќе мора да се интервенира во него, бидејќи ќе се поведи уште еден период на ефтина тарифа и цената на ефтината тарифа и во текот на денот, за да нема повеќе шпекулации, тоа да е јасно, ќе биде иста како што е во текот на ноќта. Така да и во таа насока се движат и привршуваат нашите анализи, едноставно и гледаме и да не го вулгаризираме цел процес и да стане проблематичен, па жалби и поплаки да има јас имам, ти немаш. Го гледаме за огромен број на потрошувачи тоа да биде применливо. Можно е може да биде да вратите назад ефтината струја од следниот месец? Па мислам дека тоа технички кога ќе почне враќањето најмногу зависи од операторот на системот, бидејќи поради тоа што во делот на скапата тарифа воведовме 4 блока, нивните броила имаат одреден број на податоци кои што може да ги соберат. И сега ќе мора тоа, бидејќи најголем дел од нашите броила, освен во подрачјата каде што има криза, се без можност за далечинско отчетување, освен во реоните каде што има, кои што Евана ги гледах дека се проблематични во однос на кражби, така да ќе треба да се излезе на терен и сето тоа рачно да се изведува. И токму од тие причини побаравме од електродистрибуција во наредниот период, колку што е можно за пократок период, во наредната година-две, сите броила во државата да бидат смарт броила, за да престане више тензијата која што е кај потрошувачите, кај мене отчита за толку дена, кај овој толку, ќе има далечинско отчитување и се знае дека ќе биде од 001 часот на први до 23:59 до последниот ден од месецот и да трнеме веќе таа пракса во предплата, бидејќи мене ми смета кога се жалат потрошувачи кои што реално се во предплата и на некој начин го финансираат универзалниот снабдувач, но со овој потек кој што ќе се превземе, ќе престане тој проблем да прави нервозни ситуации кај потрошувачите. Ќе има ли измени во блок тарифите? Па сега за сега блок тарифите ни дадоа добри резултати. Да, 16% помалку се троши струја, што е за поздравување. И што е за поздравување. Да. Од тие 16% реално имаше влијание и благата зима. Сега да не. Но и кога ги направивме анализи споредено со температура 1 степен, бидејќи ги анализираме просечните температури, тоа влијание е некаде 4,5-5% на повисоките температури. Значи имаме сериозно намалување на потрошувачката на електрична енергија и доколку би не анализирале нас како држава, како потрошувачка не само на електрична енергија и на други енергенти, кога ќе се сведе тоа, ние сме една од земјите кои што имаме најголема потрошувачка и на електрична енергија и на природен газ
и на останати енергенти по глава на жител. Значи, увозно зависна земја сме за се, природен газ 100% не увезуваме, нафтени деривати 100%, електрична енергија имаме добар тренд, увезуваме 11-12% само во овие неколку месеци, но како и да е во најголем дел од енергијата ние ја увезуваме, така да треба да штедиме електрична енергија. Треба и капацитетите да ги. И апсолутно капацитетите ќе треба да ги градиме и да ги подобруваме и во најголем дел да си обезбедуваме домашна енергија. Тоа што ни беше рбетот на македонската енергетика беше јагленот, тоа е толку колку што го имаме и апсолутно ни е обезбедило енергетската независност. Значи јагленот е тој што ни обезбедил, никој не зависевме. Ние сега термоелектраните да ги замениме на природен газ, мораме да ги замениме, повторно ќе зависиме од надворешен фактор. Во наредниот период нашето сонце, македонско сонце, ќе биде најбитниот елемент за енергетска независност на државата и тоа мора да го искористиме. И реално немаме друга опција сега, да не се лажеме дека ние сме една богата енергетска земја па ќе правиме вакви електрани. Тоа ние имаме. Сонце имаме, ветерот да го искористиме, апсолутно тамо каде што има зафати на вода да ги доискористиме, без никакво влијание на околината. На околината, да. Имајќи во предвид дека ние кога збориме за хидроелектрани, и Германија, и Австрија, и Словенија имаат огромен број на хидроелектрани, ние тој потенцијал што го имаме, до крај мора да го искористиме. Ги гледав резултатите овде на Хупекс берзата, новото нормално го кажавте. Значи, базната е 95, во пиковите е 90 евра. Тоа е новото нормално? Тоа е ненормално, да, новото нормално, што е ненормално од претходното, значи... Тоа пиковите се поклопува со ефтината струја, значи од 1 до 4 е 70 евра. Така. Има и на нашата берза е исто, ја гледав и на нашата берза за 1 евро е поскапо. Лошо времето и во Србија е лошо, и во Хрватска има, и во цел регион е лошо. Да. И поради тоа нешто се качи и цената на електричната енергија во тој период. Но кога е и најдобра прогноза сега дава Хупекс берзата. Ако видите дека се тргува денес за утре, кога ќе видите тамо дека е падната цената на електричната енергија на 3 на 4 на 5 евра, знаете дека на секаде има сонце. Тоа се должи исклучиво на фотоволтаиците. Апсолутно, само на фотоволтаиците се должи и се градат не само кај нас, се градат и во Грција, се градат и во Хрватска и сите знаат дека тоа мора да се искористи. Да, има проблеми во однос на прифаќањето на таа енергија, во однос на можноста на системите да го прифатат тоа, во однос на балансирањето на системот, но веќе, како од техничка можност, ние таа енергија треба да ја складираме. Најдобро е да ја складираат во хидроелектрани, водата ни еден вид батерија. Но ние тие ги имаме хидроелектрани што ги имаме со одреден капацитет. Ограничен капацитет. Доколку се изгради чебрени галиште, тоа ќе биде одлично, но во целиот тој период ние апсолутно треба да работиме на поставување на батерии, кои што може да се ги постават самите инвеститори доколку оценат, кои што имаат фотоволтаици, или веќе актуелно се градат, да речам, фарми од батерии, кои што во одредени периоди во денот, кога ефтина струјата се потрошувачи, трошат, односно купуваат, ја складираат, а во периодите кога е скапа цената на електричната енергија, тие се еден вид производители. Така да тоа и во таа насока ќе се движи и Европа, и светот, и се разбира и ние тие трендови мора што е можно побрзо да ги обезбедиме со цел да имаме по-голема стабилност на системот. Сега две прашања имам за повторно за цената што ќе ја плаќаме ние. Дали вие како председател на регулаторната комисија сметате дека сега е вистински момент да се врати ДДВ-то на 18%? Затоа што тоа ќе влие 8% на сметката на цена. Влијанието на ДДВ-то врз основа на цена е 7,3
3%, кој ќе се пресмета математички е тоа, нешто што било 110 денари ќе стане 118, толку е 7,3. Сега тоа е определба на владата. Затоа велам како председател, што сметате? Јас сметам дека ДДВ од 10% би било добро да остане барем до крајот на годината, па понатака да се разгледуваат и можностите за враќање на ДДВ-то. Се разбира, во Министерството за финансии најдобро ги знаат приходите во буџетот. ДДВ-то е една од најголемата ставка за приходите во буџетот, но па претпоставувам дека калкулираат и со субвенциите кои што ги даваат кон НЕСАМА и најдобро е они да си кажат што, според мене, мислам дека е прерано да се врати ДДВ-то од 10 на 18%. Во досегашно интервју не можам да заклучам дали ќе биде поскапа или нема да биде поскапа струјата, дефинитивно нема да поевтини, затоа што и вие ги немате податоците и вие не сакате да шпекулирате. Сега, јас сум во таа една дилема, јас сум во дилема бидејќи кој е регулатор во државата? Вие имате пресметки од трите енергетски компании, но се воздржувате од изјави. Сега кажавте дека сте застапник да не поскапи. Секој речиси, секој јавен настап на премиерот и на дел од владата кога е на оваа тема, они се децидни. Тие се децидни. Значи, поскапување нема да има, ценовен шок нема да има. ЕСМ се уште вели дека ги анализира податоците и цената. Дали владата има некои податоци и пресметки што вие ги немате? Кој е регулаторот во државата? Така сега во, како што кажав и на почетокот, негде ЕСМ на целата приказка околу цената на електрична, на крајната цена на електрична енергија влијае со 60%, можеби и повеќе. И претпоставам од тие причини даваат такви изјави затоа што на крајот на денот цената на ЕСМ ја определува владата. Во најголем дел земји од членки на Европската унија, регулаторот не ја кажува крајната цена на електрична енергија и на регулираниот пазар. Едноставно, регулаторот определува само мрежарините за пренос и за дистрибуција и понатака снабдувачот си распишува тендер, цената која што ќе ја добие, колку и да е, на незе се додаваат мрежарините. И со нашиот закон за енергетика, со последните измени, исто така и тоа е предвидено и ова мислам дека и додека ги направиме измените на тарифниот систем и се прилагодиме, ова ќе биде една од последните одлуки на Регулаторната комисија за енергетика за крајната цена. Понатака, универзалниот снабдувач, имајќи во предвид дека до негде септември-октомври треба да се распише нов тендер за универзален снабдувач, ќе си распишува тендери за набавка на електрична енергија и на тоа ќе ги додава сите останати трошоци. Регулаторната комисија за енергетика само ќе провери дали тоа е направено во согласност со тарифниот систем. Значи тоа што може да заклучам од ова што ми го кажавте, владата ја кажува цената, владата може да каже било која цена и потоа да се потпира на субвенциите. Апсолутно. Околу рековте дека ја намаливте цената, ја намаливте потрошувачката со воведувањето на тарифните блокови. Во ноември 2021 година тука беше вашиот колега Јанес Копач, директор на Секретаријат за енергетска заедница. Тогашен директор, сега не знам дали е се уште. Беше ваш гостин и ќе го цитирам. Плаќате ефтина струја, бидејќи имате избори секоја година и политичарите не сакаат да ризикуваат гласови, капацитетите ви се стари, лошо одржувани и трошите струја, да го цитирам, без везе. Што се смени од тогаш до сега? Тоа беше неговото видување на македонскиот енергетски систем. Па кога ќе разговарате со сите експерти во Македонија, истото ќе ви го кажат, но кај нас кога ќе дојде некој странец, кога ќе каже нешто, многу повеќе му се верува на него, за жал. Господинот Копач повеќе не е директор. Немаше баш вакав во таа насока беше дека плаќате, имате ефтина цена на електрична енергија, за сметка на тоа
не инвестирате во нови производни капацитети и имате екстремно висока потрошувачка. Во делот на потрошувачката на домаќинствата ние воведовме реформа со блоковите и тука веќе се покажуваат резултатите. Ние кога ги воведувавме блоковите, имаше разноразни шпекулации дека ќе дојде до распад на системот, дека се ќе биде лошо, дека се ќе биде катастрофа. Се применуваат година дена и не е катастрофа. Апсолутно тие што штедат имаат намалени трошоци за електрична енергија. Значи, поентата на регулаторот е да испрати сигнал и тоа најдобро се прави преку цената. Ние тој луксус да имаме грејење на струја ние сериозен проблем. Ние кога ги воведовме блоковите, видовме дека 1% од домаќинствата ни трошат 20% од електричната енергија. Значи, и таму има и домаќинства кои што ја не ги обвинувам, тоа се ја пратиле цената дека е ефтина и апсолутно си инвестирале во не баш ефикасни и економични системи за грејење. Но ефтини. Сега знаат кога ќе влезат во четвртиот блок дека цената на електрична енергија е 14 денар. И сега поентата ни беше прво дај овие што имаат повеќе пари тие да инвестираат да не трошиме без везе. Енергетска ефикасност, дека реално имаше ситуации базени да се греат во зима со греачи кои што користат електрична енергија. Сега ние да имавме струја па да кажеме тоа е, например во Норвешка имаат електрична енергија, имаат хидроелектрани, дури има еден раритет во Норвешка потрошувачите не трошат природен газ. Газот оди само за извоз. Своите потреби се ги задоволуваат од електрична енергија. Имаат многу електрична енергија, имаат многу хидроенергија, олуците се ги топлаат, улиците се со греачи и тамо може да се покажува да се има комоција да се прави што сака. Имаат хидропотенцијал, по дефолт електрична енергија произведена од хидроелектрани со најниска цена и тамо може да се го прават. Ама сега ние во услови и особено во услови на криза апсолутно ги превземавме овие мерки. И понатака ја верувам дека конечно покрај овие фотоволтаици сега што се прават, ќе има и нови инвестиции на посериозни производни капацитети за да можеме да зборуваме за вистинска транзиција од јаглен на обновливи извори. Пред да одиме на реклами, сакам секако исто така што ги интересира, но ова се претежно жителите на Скопје, до крајот на идниот месец треба да соопштите цената на парното. Во престојната грејна сезона, самите кажавте на почетокот дека се очекува да има турбуленции на пазарот за газ, иако ја тоа што го читав, не, вие сте регулатор, велите дека ќе се зголеми цената, што може да очекуваме? Фака сега, значи, минатата недела цената на природниот газ достигна некој минимум, беше околу 23-4 евра за мегават час на TTF берзата во Холандија. Денес ги видов, денеска затвори на 34 евра. Значи, тоа е добра ситуација. Да се надеваме да продолжи, да искористиме и ние, дека ние кога ја затворивме последната одлука, некаде цената за природен газ ја калкулиравме со во просек за цела година некаде со 120-30 евра за мегават час и поради тоа имаше потреба и субвенции од владата за да нема енормно зголемување на цената за топлинска енергија во Скопје. Значи, тоа е прва работа. Очекувам јас дека за последниот квартал од годината цената на природниот газ ќе биде пониска. Тоа ќе биде подобро. Дополнително ние тето ни дава 3 пати поевтина цена на топлинска енергија отколку што ни даваат останатите топлани во градот Скопје. Тоа треба да се искористи. И најбитна работа сега што се соочуваме како проблем е мостот Беласица и топловодот кој што проаѓа там. Тој топловодот е екстремно битен, бидејќи преку него топлината од тето доаѓа до
топланата Запад тука во Тафталиџи и тоа многу помага. Значи, ја не сакам да слушам изговори, од сега кажуваме, сега сме почеток на јуни, тој топловод, како знаат, да си го вратат во нормала и да функционира. Ако има зголемени трошоци, заради тоа што топловодот не е ставен во функција, тоа ќе биде натовар на компанијата. Нема да биде натовар на граѓаните. Знаеме дека има проблеми со мостот од април, со тој топловод дека има, до почеток на грејна сезона, нека си се врати во првобитна ситуација, нека се најдат други опции, топловод со тој капацитет да пројде, за да можеме да го искористиме бенефитот на една когенеративна постројка. Од сега кажувам, доколку тој топловод не е ставен во функција, ние во нашите калкулации ќе сметаме при правењето на цена дека работи. И дека цената што ја дава тето, по таа цена ќе им калкулираме и на останатите топлани во Скопје. Ако не работи тој топловод во тој капацитет што треба, покрај топлана Запад, кој што ќе мора да работи со зголемен капацитет, ќе мора да ја пуштат и топланата 11 октомври. Се е тоа на природен газ во ред, но нивната цена е отприлика 3 пати повисока од цената на топлината на тето. Да кажувам гласно, отворено, како ќе одиме вие во како ќе одиме ние во нашите пресметки. Силна порака испратена. Сега ќе видиме дали ќе опуштат топловодот. Одиме со реклами, потоа се враќаме на заклучоци од дебатата, од интервјуто со председателот на регулаторна, господинот Бислимовски. Председателот Бислимовски, освен проблемот со кражбите на струјата, кога зборувавме за МЕПСО, беше и тој отпишан долг. Ги имаме компании, значи цвета, може да се каже дека бизнисот со струја е сега фокус, барем во државава, фирми никнуваат брзо, често, некои познати, собственици за јавноста, некои непознати. Имаме едно лошо искуство, веќе со 3 компании кои што оставија голема дупка у МЕПСО. Како ќе се заштитиме? 5000 евра е основачкиот влог, банкарските гаранции не се воопшто високи. Не знам ни колку се беа под 100.000 евра. Еве, кажете ми вие колку се... Како ќе го смениме ова? Зошто не го сменивме до сега? Зошто секој може да направи фирма и да игра на пазарот со струја и потоа да банкротира и да ги остави на цедило на крајен снабдувач? Значи, пропаѓање на снабдувач е вообичаена работа во Европа. Во Велика Британија 3 најголеми снабдувачи пропаднаа. Во Австрија пропадна снабдувачот кој снабдуваше Виена, значи во време на енергетска криза направиле лоша проценка кога да купат, кога да продадат и се случи реално во Европа се случи крах. И кај нас има такви случаеви. Сега има неколку опции тоа како да се реши. Да, ама каква банкарска гаранција има тие што пропаднаа во Британија? Нема сигурно 50.000 евра. Не, се согласуваме во делот на банкарските гаранции. Регулаторна комисија за енергетика издава лиценца врз основа на закон каде што е наведено дека ние даваме лиценца на друштва. Значи ние не сме тие кои што треба да им кажеме колкава банкарска гаранција, ако треба и законот да се промени, ќе се стави гаранцијата, но треба да се знае дека поставувањето на таа гаранција ќе значи зголемени трошоци на снабдувачите кои што на крајот ќе ги платат потрошувачите. Според мене треба да се зголемат банкарските гаранции воопшто за учество на пазарот, затоа што тие кои ќе добијат лиценца се регистрираат кај операторот на пазарот за да учествуваат на пазарот. И ние не сакаме да ги одбиваме, нека добијат лиценца. Има и такви кои што воопшто не се активни, но сметам дека за да почнат да учествуваат на пазарот, тамо треба да остават поголема гаранција. Ма и основачки влог, овде сега 5000 евра. И нека биде 2 милиона евра, да има некој начин на кој што тие пари ќе бидат гаранција дека во настанување на одредени проблеми, дека тие ќе можат да си ги покријат своите трошоци. Доколку се промени законот за енергетика и се даде таа можност, и регулаторната комисија за енергетика ќе бара поголема
компаниите да имаат поголемо учество, да не бидат доели со 5000 евра основачки влог. Инаку во голем дел на земји членки на Европската Унија воопшто нема концепт на издавање на лиценци, туку компаниите одат се регистрираат кој операторот на пазарот и тоа е тој што ги диктира критериумите. Ние само го анализираме пазарот и кај нас мислам дека е добро да се примени таа опција, да му се даде можност на операторот на пазарот да им побара врз основа на приходите кои што ги правел претходната година, за следната година да даде што е можно поголема гаранција. А тие законски измени би биле? Па тие се брзи измени, тоа може веднаш да помине во собранието и би биле кратки. А доколку ние се обидувавме да го подигнеме критериумот, но тоа доколку го направевме, тоа ќе беше во спротивност на Законот за енергетика, но треба да знаеме тогаш и да кажеме јасно и гласно дека тогаш ќе останат од државата 3-4 снабдувачи со електрична енергија. Ама нема државните компании да трпат загуба? Државните компании со други финансиски механизми може да си го решат тој проблем. И да кажеме дека така ќе биде. Ние во моментов имаме 20 активни снабдувачи на пазарот на електрична енергија. И тоа е сериозна конкуренција. Таква работа не може да видите во Србија, не може да видите во Хрватска, не може да видите во Бугарија, не може да видите во Грција. Значи, да, ние увезуваме електрична енергија и вообичаено тие фирми кои што отвараат фирми за снабдување со електрична енергија во Македонија, нивните компании мајки се од регионот. Сериозни компании се тие што се во Македонија, се поголем дел сериозни компании. Да, ни се појавија такви случаи, но никој не очекуваше дека ќе имаме една таква енергетска криза од таков обем. Според мене, тој проблем треба да му се даде можност на операторот на пазарот, кој што управува со пазарот на електрична енергија, тој да определи колку треба да биде нивната финансиска гаранција, за да се може да се од една страна во делот за балансирањето, тоа треба да биде преносниот систем оператор, односно МЕПСО, оператор на пазарот на електрична енергија е МЕМО, во делот на билатералните договори треба да им го подигне нивото на финансиски гаранција во однос на дебалансите, што уствари беше нашиот најголем проблем во државата. Тогаш треба операторот на преносниот систем да го подигне нивото на финансиски гаранции. Тоа и во моментов мислам дека може релативно брзо и за кус период да се направи. МЕПСО ги може да изготви предлог за изменување на правилата за балансирање и тој предлог да го достави на одобрување во регулаторната комисија за енергетика. Но уште еднаш потенцирам, треба да се знае дека ќе имаме многу снабдувачи кои што не може да го исполнат тој критериум. Но ќе имаме безбедни и сигурни снабдувачи. Видете, значи тоа треба да се направи анализа што е и како е. Да. Дека овие помаливе снабдувачи прават посериозен притисок на цената на поголемите снабдувачи, помалите се и во моментов што функционираат се пофлексибилни, даваат и пониски цени, така да треба да се процени сето тоа. Но во нормални услови ние сме немале проблеми со нашите снабдувачи. Ме интересира, вие сте како и експерт, не како председател на регулаторна, би ве прашал со оглед на тоа дека не е надлежност ова на регулаторна, за потенцијалните стратешки инвеститори. Тие добиваат државно земјиште, добиваат гарантирана цена, добиваат гарантиран откуп, балансните трошоци ги покрива државата и што уште не им плаќа државата. Нели влијаат тие нели може да го нарушат пазарот во Македонија, кој што е либерализиран? Од ова вака, кога го набројувам, ја стварно не гледам што е стратешко кај овие стратешки инвеститори. Бидејќи сум одамна во 2004 работам во регулаторната комисија за енергетика, ние треба како и експерти и општеството да знае ние во енергетиката што сме направиле во независна Македонија. Да ја споредиме Македонија од 45-та со Македонија од
по 32 години колку сме, со Македонија 77 и конечно една Македонија од 45 до 90. Во тие 45 години се направени термоелектрани во Битола, 3 блока, Осломеј, Тец Неготино, Тие што се денес? сите хидроелектрани. Се, значи тогаш Света Петка матка. Ние сега што направивме во независна Македонија? Ете, не ли тоа не било пазарно ориентирано, сега имаме пазарно ориентирано економија и таа треба да придонесе да имаме особено државните компании да направиле многу повеќе. Ако направиле овие 1500 мегавати, еве да сме направиле за 32 години, еве 750 мегавати државни компании. И ние што направивме? Ја направивме Козјак, ја направивме Света Петка. Направена е, ова зборам како држава, преку државната компанија, направена е ветерна електрана во Богданци и направена е 10 мегавати фотоволтаик во Осломеј и дополнително е купена една когенеративна постројка Когел 30 мегавати кој ќе ги соберете тие се некаде ово е 80 околу 130-40 мегавати. Тоа што 150 мегавати што го направила државата, значи 10 пати помалце од тоа што било направено претходно. Сите овие останати инвестиции во производени капацитети што ни се случија, го направи приватниот сектор и тоа е за поздравување. И сега ние и 2023 ќе биде рекордна година по ново изградени електрани. И сега во овие 30 години независна Македонија имавме неколку златни шанси кои што ги пропуштивме. Имавме тендер за Тец Неготино во 2005-2006 да се направи термоелектрана на 800 мегавати, која што термоелектрана ќе можеше да користи и природен газ. Имавме златен период во светската економија 2007-2008, кога што се јавија реномирани германски и норвешки компании за чебрени галишта, пак не избега и таа шанса. ЕСАМ, односно поранешно ЕЛЕМ, очигледно споро ни оди градењето на нови инвестиции. И јас овие стратешки инвестиции ги гледам од аспект тоа што не може да го направи ЕСАМ, дај нека го направат. Право се овие што се најбитните што се зборат се реномирана француска компанија, реномирана германска компанија, кои што имаат инвестиции на 5 континенти, и имаме реномирана грчка компанија, која што има годишен приход во као групација на годишно ниво околу 7 милиарди евра. Значи, прво, нашава законска регулатива ја препознале и имаме од сериозни земји дојдени тука да инвестираат. И според мене, овие стратешки инвестиции, да, може, значи некои ќе се платат земјата. Значи нема да им биде ништо дадено без пари, ќе се платат сите земјата. Во ред сте као стратешки инвестиции, ама ќе изградите, ќе му давате цената на ЕСАМ, ама таа цена мора да биде далеку пониска од производната цена на ЕСАМ. Дека ние сега доаѓаме во период кога еден ден за краток период не викаме и тој јаглен што ги имаме, јас се согласувам да го користим. Ама не толерираат сега сите. И нас, и Србија, и Босна и Херцеговина, и Косово. Сега ќе дојде времето покрај тоа што имаме реални проблеми, имаме здравствени ние со тоа во таму каде што се, ќе ни се воведе и дополнителна давачка за карбон. Од Европска унија. Таа давачка, значи таа има сегде у ЕУ. Цела глупост со енергетска криза започна од берзата за карбонот. Ако беше вообичаена цена 20 евра, на таа берза влегоа разноразни шпекулативни инвестициски фондови и за 2 месеца од 20 евра за мегават час ја качија на 90-100 евра. Сега е 100 евра. Тоа значи дека електраната кога ќе уклучат са бајле, термоелектрана, таа има цена 100 евра. И за тоа велам, овие и на ЕСАМ ќе му ја дадат таа,
и сега производната цена не само е 73 евра. Така Да речем. се кажу. Не Да знам. реч, регулаторна кога определувала била 44-5 евра. Значи, дај да изградат овие да му ја даваат не само струјата, не зборам на пазарот, на само да му ја даваат по цена која што ќе биде за 20-30% пониска од Производствената. неговата производствена цена. Ние треба да си признаеме дека за 32 години не бевме ербапи да како што од 45 до 90 се направиле, не се направи. И сега и елем производството на електрична енергија паѓа. Ако било во 2004, 5, 6, 6 милиарди 300, 6 милиарди и 400, имавме и пикови кога имаше одлична хидрологија 2011-12. Ама имавме рекордно лошо. И сега имаме, ние одиме од 12-та, 5300, 4800 и завршивме 2021 со 3 милиарди и 100. Со 3 милиарди и 100 како да се бориме ние со енергетска криза, нема борење. И заради тоа беше ударот врз Македонија толку голем, поради тоа што имавме ниско домашно производство. Ја не обвинувам ниту една гарнитура во ЕСАМА, но Кога не се инвестира, не се инвестира. Систем наш, што вие да целиот обвинувате или не. наш систем откажа, значи инвестиции во енергетика не може да ги не се прават за еден мандат. И придобивките не може да се видат веднаш. Единствено ова сега што се прави со фотоволтаиците, но тоа си го превзема приватниот сектор затоа што имаше мака. Немаше ефтина државна енергија и беа принудени да си ставаат фотоволтаици. За фотоволтаиците, со оглед дека немаме многу време, значи повторно ве прашувам како експерт, не како претседател на регулаторна. Очигледно е дека обновливите извори се тоа што ни треба. Фотоволтаици се поставуваат во држава, но сега се јави проблем со дистрибутивната и преносната мрежа, со капацитетите на тие мрежи, затоа што џабе ги поставуваме кога не може да користиме таа струја. Како да се надмине овој проблем? Значи вака И сега. колку време би требало? Времето на порано на преносната мрежа, не само во Македонија и сега, се приклучуваше една електрана 5-10 години. Сега МЕПСО се под сериозен притисок, пошто има многу барање. Сериозен. Сега, тоа се околу 7000-8000 мегавати барање за првична студија. Ама се нивната комоција треба да разбере дека е завршена. Ја знам дека има проблем тоа, ама докаде што има капацитет, тој треба да се пополни. Докаде што може и системот да издржи дополнително. Нема електрана која што не може да се приклучи. Ама трошокот за приклучување на инвеститорот ќе му се зголеми. Многу. И сега тоа и самите инвеститори ќе сватат дека па се голем. Трошокот за приклучување е екстремно висок и ќе се откаже дека ние од овие толкав број што се заинтересирани за изградба на фотоволтаици и електрани, ја гарантирам дека не се сите сериозни. Многу зафаќаат местото. Она што го гледам и што знам е дека во дистрибуција, и тоа е нормално, процесот за приклучување е многу поедноставен и ние тамо, ја очекувам до крајот на годината да имаме уште, ако имаме до сега 104 мегавата, да имаме уште 150 мегавата нови фотоволтаици и има капацитет таа дистрибутивна мрежа. Но во принцип, на крајот на денот се ќе регулира самиот пазар, бидејќи има и голем број на инвеститори па што купиле земја, имаат одобрение за градба, ама сега со цениве малце Не им се слати. стопира, па ќе продадат, па ќе направат, но како и да е технички, секој може да се приклучи. Само што треба да знае колку ќе треба да плати за приклучокот. Вие ако немате капацитет, ќе му се каже капацитетот се прави овака и тоа иде на товар на инвеститорот, затоа што го се приклучува некој на мрежа, тоа не може да го прифатиме како трошок па да го распределуваме и ние што не сме изградиле фотоволтаици или било што, па и ние да плаќаме за тоа. Така да таква работа си иде на товар на самиот инвеститор. И дај овој капацитет што го имаме да го распределува, да не се плашиме. Самиот пазар ќе регулира. Ние факт е дека во енергетската криза вие не може да видите земја која што изградила толку фотоволтаици како што направила Македонија. Се градат и во другите земји, но кој нас е
масовно. Да, сега Во кафана кога одите, за тоа се збори најмногу и тој удар првичен кој што беше, го гледаме ние. Ако лани издадовме 267 лиценци, сега за 5 месеца имаме издадено 300. И луѓето, вработените во регулаторната комисија за енергетика, јавно им се заблагодарувам, се реално претрупани со овие барања. И постојано до кај ми е, до шо ми е, а мамбе викам, а доста е више. Шо ти значи сега, овие луѓе во што доаѓаат на работа, во просек издаваме за 30 дена. Нема чекање, сонцево ми свети, ми отидоа парите. Ти ги земеш после. Сега е сонцето, сега е денот. Сонцето ќе... Господине Бислимовски, ви благодарам на времето, ви благодарам на интервјуто. Се надевам дека ЕСМ набрзо ќе завршат со пресметката, владата ќе им ја одобри или ќе им ја коригира и потоа останува на вас, а ние ќе ве чекаме да не викнете на пресконференција и да ни кажете како ќе биде понатака. Уште еднаш ви благодарам. Ви благодарам за поканата. Како и секогаш ќе бидеме максимално транспарентни и отворени, ќе соопштиме цената. Почитувани гледачи, тоа беше се во интервјуто со претседателот на регулаторна. Останете на програмата на телевизија Телма.